Дигиталното време во кое што живееме е во подем. Дигиталните уреди ни се потребни како на работа, така и во приватниот живот. Меѓутоа, што се случува кога родителите подолго време ќе останат на дигиталните уреди надвор од работното време, значи кога ќе дојдат дома со своето семејство и со своите деца. Многу често се случува детето да се почувствува дека е запоставено, да се почувствува занемарено. Многу често се случува да детето да посака внимание од своите родители, да има прашање кој што сака да го постави. Меѓутоа, мама е на телефон или тато гледа фудбал на телевизија, така натаму. Така да тогаш доаѓа до нарушување на таа релација, тој однос помеѓу родител и дете. Многу често се случува детето да ја изгуби довербата кај своите родители. Па кога во иднина ќе се почувствува и ќе има потреба од некаква поддршка, ќе има потреба од некакво внимание, да постави прашање, ќе се најде во некоја дилема или ќе се најде во некаква неволја, нема да побара поддршка и нема да побара помош од своите родители. Замислете ситуација. Детето има нацртано прекрасен цртеж, кој што е горд на својот цртеж и сака да го покаже и да се пофали на мама и на тато. А мама и тато се на мобилен телефон. Вниманието им е поделено, малку на цртежот, малку на мобилниот телефон. Неговата еуфорија спласнува. Детето се чувствува занемарено, неважно, а сето тоа влие на намалување на самодовербата. Децата учат од своите родители. Колку родителот ќе помине време на мобилните телефони, сите тие дигитални уреди, како што си компјутерите и лаптопите, толку истото ќе го направи и децата. Убаво е родителот да седне и да поразговара со своите деца, да се договорат колку време ќе поминуваат на дигиталните уреди во текот на еден ден. Да ги ограничат, да направат време, 1 час, 2 часа, така натаму. Потоа да направат договор и да направат план за одредени заеднички активности. Како ќе го поминуваат времето заедно, што ќе прават заедно, кои се желбите на децата, да ги следат желбите, потребите на децата, она што детето сака. Тоа да го прави родителот и на тој начин да го поминува времето. Можеби детето сака да разговара со своите родители, можеби детето сака да излезе надвор на прошетка, можеби детето ќе сака да игра некаква спортска активност, можеби фудбал и така натаму. Или едноставно можеби ќе сака да останат дома, нешто да приготват заедно, можеби некаков десерт или можеби некаков ручек и така натаму. Многу е битно да се слушаат потребите на децата и желбите на децата. Она што детето сака, тоа да го прават заедно родителите со децата.